Голем број студии покажуваат дека редовната умерена до енергична физичка активност во текот на неделата имаат сличен ефект врз кардиоваскуларното здравје како и умерената до енергична физичка активност во текот на 1 до 2 дена, обично за време на викендот. Па така и викенд вежбачите и оние што редовно вежбале во текот на неделата, имале помал ризик од срцев удар, атриална фибрилација, срцева слабост и мозочен удар, покажуваат резултатите од една студија објавена во JAMA Trusted Source. Физичката активност несомнено е корисна за кардиоваскуларното здравје, но со оглед на денешниот брз начин на живот, често е тешко луѓето да се вклучат во редовни активности во текот на работната недела. Даниел, зошто е важна физичката активност и редовното вежбање за организмот и на младите и на возрастните луѓе? Едноставно затоа што е фундамент за нашето постоење. Движењето е еден фундамент поради кој ние не би постоеле. Нашето севкупно здравје се базира на нашето физичко постоење, што значи мораме да бидеме физички активни, пред све за да го негуваме физичкото здравје и последователно целиот метаболички процес и нашето ментално здравје. Што се случува со човечкиот организам кога не вежбаме и кога сме долго време пасивни? Многу убаво прашање. Кога сме долго време пасивни, ние првата фаза ја нарекуваме улежување, односно залежување на организамот, каде што постепено се прави адаптација во телото на тоа лежење, зона комфорт, нели го викаме модерно. Тогаш нашиот организам го менува целиот метаболички процес и постепено целиот хормонски статус. Односно не прави да бидеме што повеќе лежиме, толку стануваме помрзливи и поулежани. Затоа што основните метаболички процеси каде што ние внесуваме храна, не правиме доволно изнес, се прават задршки во организамот. Првично се случуваат оние задршки на екстра масти, кои што во денешно време знаеме дека е и текако голема пандемија на гојазност, каде што основа за да се намали процентот на гојазноста е физичката активност и постепено здравата исхрана. Како да се натираме себе си да вежбаме, затоа што зборуваме за таа пасивност во која што некако удобно се чувствуваме и колку подолго време не сме активни, толку ни е веројатно и потешко да се активираме и да го направиме првиот чекор. Најчесто сите велиме прво треба нешто човек да се мотивира и ја бараме стално мотивацијата. Јас ке тргнам самиот од себе. Јас сум мотивиран од 365 дена, само 65 дена во годината. Останатите 300 дена јас работам ради мојата дисциплина, ради мојата друштво, ради мојата дружина. Сите сме заедно како заедница, се туркаме, се мотивираме самите со себе. Јас стално викам мотивација ќе дојде кога на сред тренинг ќе ми се погоди мојата песна, тогаш сум мотивиран во наредните 5 минути, понатаму ми е тешко, напорно, но на чувството кога ќе го завршиме тренингот е прекрасно и безценето. Бидејќи ја спомна и дисциплината, сакам да те прашам колку влијае физичката активност на промена не само телесно на нашиот организам, туку и на нашиот ум и психа. Промената не доаѓа преку ноќ, затоа е константноста, издржливоста, односно дисциплината во горен прилог. Без дисциплина, без редовност, ние не би влегле во редовна адаптација, што значи ако вежбаме 3 месеца, постепено почнуваме да се адаптираме нашето тело, нашиот хормонски статус на таа активност и да добиваме повеќе енергија, повеќе свежина, повеќе фокус, повеќе концентрација и ние да се чувствуваме безпрекорно понатаму како повеќе го негуваме, нели, кондицијата се подобрува, свежината доаѓа. Не сме само здрави тогаш физички, тогаш сме здрави и психофизички. Но сепак ќе напоменам, цело е кога има све, стално влијаат многу фактори. Во денешно време знаеме да ги занемариме сите стресови од околината, каде што мораме постепено да учиме со текот на времето, на годините, да се менаџираме, да бидеме што поквалитетни менаџери на сопственото јас. Кои се најчистите грешки при првото вежбање, затоа што верувам дека има многумина што ќе решат да одвојат време да почнат да вежбаат и особено ако се судрат со воспаление на мускули и слични проблеми, тоа знае да ги обесхрабри понекогаш и да помислат дека таа физичка активност и не е баш најидеалната за нив. Најчесто грешиме кога брзаме да ја достигнеме големата слика. Ние кога поставуваме цели, постепено поставуваме микроцели за да не дојде до демотивирање. Не можеме да постигнеме
постигнеме брзи резултати за 3 месеца. Брзи резултати не се постигнуваат толку брзо, но за 3 месеца можеме да поставиме на мала микроцел и постепено да не брзаме за да достигнеме таа цел. Дали ќе биде тоа да симнеме 3 кг или да накачиме 3 кг, не треба да брзаме, затоа што имам јас едно основно правило, тоа е брзо се учи, тоест брзо се греши, полека се учи. Значи постепено идеме да не дојде баш до било какви повреди. Дали почесто вежбаат помладите или повозрастните генерации? Немаме некое правило, но сепак би кажал дека во нашава држава, сепак е млада држава, над 30 на години, би рекол дека најзастапени се оние од 30 до 40 годишна возраст што вежбаат највеќе. Има и млади активни, но сепак младите станува веќе алармантна состојбата и ситуацијата каде што веќе постепено се фокусираат на онаа вештачка интелигенција, телефоните, се повеќе попасивни за разлика од нашите генерации кои ние сме имале, да речеме, малски игри, дружина, многу повеќе сме биле надвор на улица, каде што сме се качувале буквално под дрва и сме паѓале. По новите генерации повеќе се во седентарен животен стил, каде што седат и за комуникација ги користат телефоните. Ги има и младите, не викаме дека нема млади, но еве еден апел да ги охрабриме младите да бидат што повеќе активни за да бидат, нели, ние кога ќе бидеме на старост да има кој да не чува нас повозрастните. А каква е состојбата со возрастните? Кои се највозрастните вежбачи што доаѓаат во мој тренер? Највозрастните вежбачи во мој тренер се 50 плюс, дефинитивно имаме од 50 до 60 годишна возраст вежбачи, но имаме и до 140 до 50 годишна возраст. Така да, оние што се над 50 не се многу, но сепак има луѓе и уочливо е кога ќе ги видиме оние што се над 50 физички активни како изгледаат свежо и убаво. Ние се зафркаваме, викаме ќе видиш дека на ликот по самиот лик се познава дека личноста е над 50, над 60, но телото изгледа како 20-30 годишен младич. Даниел, што ќе им препорачаш на сите што денес не гледаат и не слушаат? Сакајте се. За да се сакате, треба да почнете од себе. Првин почнете да се сакате себе, да бидете вие физички здрави, за да можете да се грижите за милите околу вас, за да можете да пружите љубов на сите останати.